Ова утро екипата на утринската програма на Алфа телевизија Добро утро секој утро се наоѓа во просториите на Црвениот крст на град Скопје. И имаме таа чест да разговараме со секретарката на Црвениот крст на град Скопје, господја Сузана Тунева-Пауновска, секретарка на Црвениот крст на град Скопје. А зошто сме овде е токму поради тоа што денеска на 24 март се одвива голема активност на градскиот плоштад во центарот на Скопје, со цел за да се подигне свеста за првата помош. Добро ви утро. Добро утро. Ви благодарам што ова утро ги отворивте просториите за нашата екипа, се со цел да кажеме колку е важна првата помош. Меѓутоа за почеток сакам да ги информираме гледачите што ќе се случува денеска на плоштадот. Значи се работи за една активност која што е традиционална во Црвениот крст, а тоа е подигање на јавната свест за важноста на првата помош во рамките на одбележувањето на 17 март формирањето на Црвениот крст оваа година, нели 81 година постоење. Почнуваме јавна кампања која што всушност ќе биде насочена кон првата помош во работните организации. Бидејќи она што значи прва помош во училиштата, во средните училишта, потоа првата помош за возачи, мислам дека веќе можеме да зборуваме за една една интервенција која што имавме во изминатите години, која на некој начин допринесе јавната свест во тој дел навистина да се подигне на повисоко ниво, затоа што бројот на учениците во основните и средните училишта кои што учествуваат на надпреварите, кои што ги регрутираме како волонтери, ги правиме токму преку тие тимови за прва помош и навистина е доста атрактивна активност помеѓу младите луѓе, а во однос на возачите секако тоа е задолжително, мора да ја поминат обуката, потоа да завршат еден контролен тест и тоа навистина на територијата на градот Скопје годишно околу 9000 млади луѓе или едни возачи го поминуваат. Меѓутоа нешто што сметавме дека треба да биде исто така истакнато во нашата заедница, која што мора да се чувствуваме сите да бидеме безбедни, да креираме една безбедна заедница, е и првата помош во работните организации. Така да оваа година ќе се фокусираме повеќе во корпоративниот сектор, во компаниите, подигање на јавната свест за тоа дека и покрај тоа што има законско решение до 20 вработени да имаат еден обучен, мислиме дека ова треба да биде малце посериозно сватено од страна на работодавците, од страна на луѓето кои што работат, заради тоа што тука влегуваат и институциите на системот. Можам да ги пофалам Министерството за внатрешни работи, кои што навистина се најактивни во тој дел и најмногу поминуваат обуки и за освежување на нивните знања. Очигледно дека и нивната работа нели е директен контакт со граѓаните, па добро е кога секој ги знае тие основни познавања на првата помош. Искрено се надевам дека ќе имаме успех на крајот од годината и во делот на работните организации, заради тоа што ете и тоа што се случи пред една година во Кочани и сите оние несреќи што се случуваат на градилиштата, дали се работи за несреќни случаеви, дали се работи за одредена здравствена состојба на луѓето, дали се работи за топлотен бран, дали се работи за ладен бран и слично, оние основни познавања за првата помош навистина го спасуваат човечкиот живот и до доаѓањето на брзата помош, луѓето кои што знаат да ја практицираат првата помош, всушност се оние кои што на некој начин го спасуваат човечкиот живот. Оваа активност од Црвениот крст ја работи како прва помош е всушност долекарска помош. Тоа не треба да си медицинар за да ги знаеш тие основни работи. Тоа се 3-4 работи кои што се учат на обуките во прва помош во рамките на Црвениот крст и мислам дека секој граѓанин кој што е општествено одговорна личност и кој што навистина сака да биде сериозен во она што значи секојдневно делување и некоја секојдневна агенда, треба да има помината обука по прва помош. Тоа ќе ни биде целта до крајот на годината, а настанот што го одбележуваме, значи и ја започнуваме целата оваа промоција, или кампања, всушност ќе биде показна вежба за тоа што значи и како треба да се третираат одредени повреди кои што се најчести. Тука ќе имаме представници од Министерството за внатрешни работи, армијата ќе биде со нас, ќе имаме представници од градот Скопје, потоа ќе биде националната интервентна единица тука. Тоа е една нова форма која што ја формиравме веднаш по научените лекции кога заврши несреќата во Кочани, кога ние се направивме една евалуација на тоа што можеше подобро да направиме, што е тоа што треба да го направиме уште поефикасно да биде и се формираше таа национална интервентна единица со 40 лица кои што се навистина лекари, медицински сестри, психолози, логистичари кои што навистина добро ја практикуваат првата помош и таа единица би делувала во првите 72 часа во случај на некоја една несреќа, не дај Боже, меѓутоа мора да бидеме подготвени. Така да ќе биде единицата на плоштадот заедно со граѓаните, значи тука малце повеќе ќе правиме сензитивизација на тоа што значи да се биде дел од овие обуки и што е тоа што навистина секој од нас треба да го знае, за да може секако да биде корисен во општеството.
И само пред крај на разговорот би сакала да ве прашам каде ќе се одвиваат овие обуки, бидејќи денеска почнува кампањата, дали во самите работни организации, дали во училиштата како и досега? Всушност, обуките ги правиме во училиштата и во средните училишта за екипите по прва помош и секако за наставниот кадар. Овие што се за работните организации, обуките се во самите организации или во рамки на нашиот центар за обука по прва помош, кој што се наоѓа на улица 11 октомври, број 42, значи блиску до градската организација на Црвениот крст. Меѓутоа, посебно пријавување? Да, секако, мислам центарот си работи секој ден, а работните организации, тие кои што се одговорни нели за заштита при работа, ги контактираат нашите координатори и ги договараат тие обуки. Така да обуките се одвиваат или во центарот, или во работните организации, во училиштата. Значи ние сме прилагодливи, нашите тимови се мобилни, со опремата можат да бидат сегде стационирани, се со цел да направиме поголема дисеминација за тоа што значи да се биде добро обучен за давање на прва помош. Едноставно сметаме дека нели не секој може тоа да го прави, меѓутоа во рамки на работните организации има луѓе кои што навистина можат тоа да го научат, можат да бидат одговорни и да бидат еден добар тим за заштита на своите колеги. Ви благодарам многу за разговорот и ви благодарам што секогаш сте на првата линија тамо каде што треба. Црвениот крст на град Скопје. Благодарам.